Здраво дечки, Атанас Кираковски тука од Наука за сите и добре дојдовте во уште една интересна лекција за употребата на табеларните уредувачи како што се Google Spreadsheets или Excel. Овој пат имаме една интересна алатка или интересен метод да си пресметате одреден буџет во зависност за одреден период. Тој период може да биде месечен буџет, може да биде неделен буџет, дневен буџет или може да се однесува на буџет кој што е алоциран, односно наменет за дадени проекти, како што во овој случај е, да речеме, летување 2019 година. Контекстот е следен. Сте планирале одмор, сакате да одите некаде да патувате и веќе сте уплатиле и хотел, сместување, сте резервирале други работи кои што ви биле потребни. И сега, да речеме, сте определиле одредена сума на пари која што ќе ви биде како джебни пари, кои што би требало да ги трошите да ги имате во готово, како готовина во текот на летувањето каде и да патувате. И значи да речеме, периодот на патување се одвива од некаде 2 јуни до 14 јуни еве некаде. И седнуваме на 1 јуни го определуваме, значи, почетниот буџет. Табелата изгледа вака. Го пишуваме датумот во колона А. Во колона Б пишуваме број на трансакција, чисто да имате поголема контрола на системот, односно да знаете колку трансакции сте извршиле во текот на летувањето и секоја да си има уникатен број самата по себе. Во колона С го пишуваме описот на тоа како сме ги потрошиле парите или дали сме добиле во евентуално некои приходи во меѓувреме. Во колона Д се самите трошоци, во колона Е се приходите, а во колона Ф е билансот. Значи, цело време ќе не следи, сумата ќе се менува во зависност од во зависност од трошоците и евентуално приходите кои што ќе ги имате во меѓувреме. Ајде вака, значи, на 1 јуни сте го определиле билансот, односно сте определиле 10.000 денари како джебни пари за патувањето. На 2 јуни веќе патувате. Значи, да го напишеме само датумот, 2 јуни 2019 година и тоа ќе ни биде трансакција број 1 и почнуваме со купување карти, да речеме автобуски карти кои што чинат 2000 денари, приходи нема и што се случува со билансот. Значи сега може да напишеме формула која што секогаш ќе ги одзема вредностите од F2 келијата и трошоците, но тоа не е баш практично. Ние би сакале да можеме автоматски билансот да се апдейтира во зависност од трошоците и приходите. Ја пишуваме следната формула тука. Значи секогаш почнуваме со еднакво. Ја пишуваме келијата F2, значи тоа е стартната сума на буџетот кој што го имаме за патувањето, минус трошоците и плюс евентуалните приходи кои што може да ги стекнеме во текот на патувањето. Штом притиснеме Enter, веќе билансот се менува во 8.000 денари. Значи повеќе немаме 10.000 денари во джебот, туку имаме 8.000 денари. Сме пристигнале на таа одредена локација каде што сме патувале и сега утредента се будиме на 3. јуни 2019 година и сме решиле да пиеме едно утринско кафе. Тоа е трансакција број 2, од парите, кафе, кој што чини, колку чини? 160 денари. И одиме во билансот и ја копираме само формулата, претходно што ја напишавме, ја повлекуваме келијата надолу, кога одиме во долниот десен нагол, се претвора курсорот во плюс и со самото повлекување ја препишува вредноста на претходната келија во следната келија. Значи сега билансот, односно джебните пари, нашиот буџет изнесува 7.840 денари. Да речеме, истиот ден на 3 јуни 2019 по плането после ручек, тоест
да, после ручека, нека биде ручекот ќе го скокнеме, сме посакале да јадеме палачинки за ужинка, кои што изнесувале, ајде колку, 240 денари. Повторно го апдейтираме билансот. Тоа е трансакција број 3, значи сега имаме 7600 денари. Следниот ден, значи на 4 јуни, сме решиле да вечераме нешто, да речеме некој специјалитет морска храна во некој познат ресторан кој што не чинело 1500 денари, сепак е фенси место, нели? Ни остануваат колку? Ни остануваат 6100 денари. На 5 јуни нашата омилена бабичка, без разлика дали од мајчина страна или таткова страна, трансакција број 4, ни одлучува да ни испрати пари, односно да ни даде подарок од баба, кој што изнесува, баба ни дава, да речеме, 1000 денари тука. Сега наместо полет во колоната трошоци веќе имаме приходи од 1000 денари кои што не пристигнале од баба и ја апдейтираме колоната со биланс, веќе изнесува 7100 денари и така натаму. Значи, на овој начин може секогаш да ја одредуваме вредноста, односно да водиме сметководство за тоа колку пари трошиме за одреден период или одреден проект. Еве како бонус, може да ја натераме килијата, односно колоната F, да ни бои вредности или да одреди одредена вредност под која веќе мора стварно да внимаваме колку пари трошиме. Тоа нека биде, да речеме, вредноста од 1000 денари. Ајде, за да стигнеме од таа вредност, ќе пишеме уште една трансакција 6.6.2019 година. Трансакција со број 6, веќе овој пат сме решиле да купиме, да речеме, облека, која е прилично скапа и која што изнесува, да речеме, 6000 денари. Ако ја апдейтираме оваа келија, ќе добиеме вредност од 1100 денари. И да речеме на 7 јуни 2019 година сме извршиле трансакција број 7 и сме купиле, да речеме, книги во вредност од 500 денари и веќе колку изнесува билансот веќе сме паднале на 600 денари. И сега како бонус, ова може да го направите, да ја форматирате колоната да ви дава зелена боја секогаш кога буџетот се наоѓа во одредени безбедни нивоа, а да ви обележи келија со црвена боја која веќе се приближувате кон вредност која што е опасна за вашето преживување. Како го правиме тоа? Односно, можноста, ја зголемува можноста да останете целосно без пари. Ја селектираме келија F, одиме во формат и бараме conditional formatting. Во овој случај, значи, го определуваме правилото, опсегот е тој, кој што на селектираната колона, и го определуваме правилото дека доколку некоја вредност во таа колона изнесува помалку или е еднаква на 1000 денари, тогаш сакаме таа келија да ни ја обои со црвена боја, што веќе и се покажа, нели? Дан. И да додадеме уште едно правило, кое што вели дека доколку вредноста во таа колона е поголема од 1000 денари, тогаш таа колона да ни ја обои со зелена боја. И еве вака, значи може секогаш да јасно
да гледате дали сте во некаква безбедносна односно во некаква безбедна зона на трошење на парите или надминувате одредена вредност која што вие дополнително сте ја додале како вредност, каде што веќе на вистина мора да внимавате како ги трошите вашите пари. Се надевам дека ова видео ќе ви помогне да си буџетирате и до следната прилика ве поздравувам.